Добар ден и од мене. Добре, ова стално во бутел некако ни врна, значи берекет ќе биде. Ке ми дозволите најпрво да го честитам Христовото воскресение на сите православни христијани во Македонија, но и на секаде во светот, а на сите граѓани да посакам добро здравје, среќа, берекет, хармонија во нивните домови. Ова се навистина празници кои што не обединуваат, кои што не сплотуваат, па така и овој пат очекувам сите граѓани во Македонија да се сплотат, обединат, бидејќи сите ние треба да си бидеме на себе поддршка. Овде сме во Бутел денеска, го поминуваме денот во општина Бутел. Градоначалникот веќе во својата изјава даде базична информација за тоа кои храмови ги посетивме. Можам уште да го споменам на храмот Свети Јован. Така, таму е на литургија. Да, на литургија утринска. Преубав ден, преубаво да си го поминеме и деновите кои што следат да не бидат во изобилие со хармонија и семејна идила. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Господине Мицкоски, ДУИ си измислија ново правило, сега тврдат дека покрај мнозинство од 61 пратеник за влез во влада мора да има и бадентерово мнозинство. Што мислите вие за тоа? Па ДУИ континуирано се измислува правила, исплашени се, свесни се дека голем е криминалот кој што го имаат направено, свесни се дека со мене немаат договор, како што тоа го имале можеби во претходните години со тие 9 мина кои што Али Ахмети ги наведува дека ги сменил од политичката сцена. И сега дојде денот кога ќе треба да се одговара за сето на кое што е сторено изминативе повеќе од 20 години заедно со нивните измекери од СДСМ. Кога сме кај ДУИ има информации дека наводно полнеле кутии на изборите, ваш коментар за кои случаи се работи, имате ли некоја информација? Па не се само информации, имаме и потврден случај, тоа е во општина Липково, каде што јасно управниот суд донесе пресуда, каде што јасно се гледа дека волјата на граѓаните не е таа која што е соодветна на резултатот. Ние тоа го зборуваме цело време. Ние за тоа апелираме цело време. Имаме индиции дека уште на 50 на други такви места низ Македонија се полнеле кутии. Излезеноста наеднаш се покачила после 18 часот и затоа предупредувам на будност, предупредувам на внимание. Тоа што сведочи теренот изминативе денови се огромни пари, огромен притисок, огромни обиди за да се купи волјата на граѓаните од страна на ДУИ, мислејќи дека ќе направат голем резултат и така ВМРО ДПМН ќе биде пред свршен чин, за да мора да седне и да разговара со раководството на ДУИ. Јас сум убеден и верувам во граѓаните во Македонија, без разлика дали се тоа македонци, албанци, турци, власи, срби, бошњаци, роми или останати. Верувам дека тоа нема да се дозволи. Можам да ви кажам и неколку примери кои што се случуваа во градови како Виница, Кочани, Делчево, Берово, каде што владени функционери во придружба на полициски службеници кои што се идентификуваат таму како полицајци, има обиди да подкупуваат и тоа во верски објекти, што е страшно. Така што волјата на граѓаните не е таа која што го изразува резултатот за Бујар Османи, таа е многу помала и таа ќе биде уште помала во периодот кој што следи. За председателските избори, дали освен јавните повици со албанската опозиција имате директна комуникација дали ќе ве поддржат? Дали ќе поддржат? Не, освен јавните обраќања и јавните пораки, друг тип на комуникација сме немале со никого. Господине Мицкоски, им пуштат информации дека веќе ги почнавте разговорите со Влен. Неофицијално се тврди дека веќе се разговарало и за ресори и дека веројатно и МВР одиво нивни раце. Дали е тоа точно и што е? Бидејќи се споменуваше името на Изет, меѓутоа конкретно како определен за тој ресор. Видете, ВМРО ДПМН и јас лично сме фокусирани на историски резултат на вториот круг претседателски избори и парламентарните избори. Амбицираме на мнозинство во парламентот, амбицираме на 61 пратеник. Јас се информирав јавноста тоа што имав да информирам јавноста, тоа е мојот телефонски разговор со господинот Арбен Таравари, кога му честитав на исклучително квалитетниот резултат после првиот круг претседателски избори. На памет не ми паѓа да зборувам за кадровски решенија додека не помине 8 мај, додека не се видат резултатите и не се видат бројките. Тоа не е точно? Не. Како го коментирате документот кој што го лиферуваше вашата партија поврзан со вице-премиерот Петихи кој што глас бара компаниите да гласаат за СДС?
шокантно, самобендисано, претенциозно, криминално. Ке го подсетам господинот Битики, но и обвинителството, дека за нешто слично се водеше судски процес во минатото наречен траекторија. И јас го повикувам обвинителството да нема двојни аршини и да постапи исто и со господинот Битики. Ако не постапи, тогаш се потврдува нашата теза дека имаме работа со структурирано обвинителство, партизирано обвинителство, но наскоро и тоа ќе го слободиме. Јас ви гарантирам дека истражните органи ќе отворат истрага за ова што го прави Битики. Тој во својство на вице-премиер испраќа писма до компании каде што наведува дека внимавајте, јас како вице-премиер ви дадов пари, сега вие треба мене да ме гласате на овие избори. Тоа е кршење на членот 353 од Кривичниот законник, односно злоупотреба на службена положба и овластување за прибавување корист, таа корист е политичка. И ќе ве потсетам, случајот траекторија токму за нешто вакво слично се водеше. Го повикувам јавниот обвинител, овој Нојов, не знам како му беше името, го повикувам него или тие надлежните кои што се, да отворат веднаш истрага. Во спротивно ќе се потврди нашата теза дека имаме работа со структурирано и партизирано обвинителство и уште еднаш ќе се потврди нашата заложба за целосно распуштање на судскиот совет, на советот на обвинители и проверка на нивните имоти, бидејќи и на нивните семејства, бидејќи навистина не може Македонија понатаму да се развива со вакви луѓе ако тие не постапуваат согласно закон. Така што уште еднаш ги повикувам да излезат и да го почитуваат законот. Ќе потсетам, за нешто слично имаше судски процес во минатото. Денеска и Дуи Вреди кажа дека нема да го повика членството да даде поддршка за еден од двајцата кандидати. Дали очекувате тивок бојкот од Дуи? Видете, јас се на ставот на меѓународната заедница дека членка на НАТО не сме да нема врховен командант. А тоа значи избран председател на државата. И предпоставувам дека Дуи сега го менува ставот. Се сеќавате, ќе ве потсетам на ставот на Дуи дека и на Али Ахмети дека они нема да гласат, односно ќе имаат бојкот во вториот круг председателски избори ако не биде нивниот услов за избор на председател во парламентот задоволен и исполнет. После резултатите во првиот круг е јасно дека председател ќе има и тоа ќе биде Гордана Силјановска-Давкова. И сега во немоќ, за да не доживеат катаклизма пред своите гласачи, кои што ги подсетуваат на некои романтични, националистички и шовинистички времења од пред 20-21 година, кога се обидува да ги злоупотребуваат пред се албанците во Македонија, повикувајќи на некакви големи држави на Балканот и така натаму, па потоа нешто друго беше причината. Така сега се обидуваат да направат определена акробација и викаат дека да, ние нема да го бойкотираме вториот круг, но ќе бидеме на страна и нема да го повикаме членството или поддржувачите наши да гласат. Тоа е јасно. Нивниот политички маневар е јасен и за тоа предупредував и велев дека тоа ќе се случи. Не можам само да разберам зошто него поддржуваат нивниот главен измеќар, Стево Пендаровски. Човекот се утепа од измеќарење и голтање заедно со Таче. Ајде 6,5 години тоа што го правеа, но во последниве неколку месеци човекот на отворена сцена што не направи. Тоа само говори каков карактер се тие луѓе, тоа само говори за какви вредности станува збор и тоа е само дополнително оправдување или би рекол дополнителен аргумент зошто ние не можеме да веруваме на раководството на ДУИ. Тој е дополнителен аргумент за нашите сограѓани албанци да не веруваат во раководството на ДУИ, бидејќи тие се водат исклучиво и само од личен интерес. Не ги интересира никој, нити права ги интересираат, нити иднината на Македонија. Ги интересира само нивното конто, нивната сметка, дуќаните, трговските центри, возниот парк, хациендите како блискоисточни шеици, буквално ништо друго не ги интересира. Затоа ги повикувам нашите сограѓани албанци, овој пат да не наседнуваат на романтични, националистички, шовинистички тези, ве молам, овој пат сите ние да работиме за иднината на Македонија. А иднината на Македонија
е токму ВМРО-ДПМН, коалицијата Твоја Македонија и се разбира сите оние опозицијски партии кои што се борат против владените партија, тоа се СДСМ и ДУИ. Вие очекувате, значи, да биде исполнет цензус? Очекувам да ќе биде исполнет цензусот и победник на председателските избори, ден председател е професорката Гордан Силјанска-Давко.